Вести на Канал 8. На регионот му се заканува криза со вода. Презентирана локалната стратегија за климатски промени на општина Виница 2015-2025. Тоа беше втор јавен собир на засегнати страни за стратегиската оцена на животната средина од локалната стратегија за климатски промени. Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка од Виница во партнерство со општината во периодот од април 2014 до април 2015 работеше на изготвување на локална стратегија за климатски промени на општина Виница за периодот од 2015 до 2025. Активностите за изготвување на стратегијата се во рамките на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, што се спроведува од страна на Мили ЕУ Контакт Македонија. Основната цел на проектот е подготовка на општините за подобро справување со предизвиците предизвикани од климатските промени, а со посебен фокус на подобрување на локалните процеси и изголемувањето на нивниот капацитет за приспособување кон климатските промени. Климатските промени не можеме директно да ги осетиме. Меѓутоа, екстремните појави кои што се појавуваат од климатските промени ги чувствуваме ќе секоја година и тоа се зачестено. На пример, оваа година ќе ви кажеме дека Македонија негде се случи да имаше 3 до 4 топлотни бранови, кои што тоа се директна последица од климатските промени. Таквите топлотни бранови знаеме како се одвиваат негативно на здравето пред се на луѓето, на екосистемите, на животните, па и на живиот свет. Други работи кои што се случуваат, да речеме, имавме умерени топли зими, кои што нема веќе доволни количини на снег, со тоа што се ограничуваат количините на достап на вода за пиење. Меѓутоа, во пролетните денови многу често знае Македонија да биде погодена од поплави, меѓу кои и општина Виница. Тоа е каде што климатските промени директно влијаат на краткотрајни, интензивни врнежи, кои што прават поројни дождови и прават поплави. Тоа се тие проблеми кои што мораме да се справуваме во иднина, а верувате ќе ги има се почесто и почесто. Тргнувајќи од таа логична предпоставка, целина состанокот беа презентацијата на нацрт верзијата и стратегијата за климатски промени на општина Виница за периодот од 2015 до 2025 и извештајот за стратегиската оцена на животната средина за локалната стратегија за климатски промени. Проблеми се јавуваат и во актуелниот летен период. И друг проблем кој што е, да речеме, во летниот период, екстремно покачени температури, кои што предизвикуваат недостиг на вода за пиење и вода за наводнување. Значи, голем дел од луѓето ќе добијат проблем, ќе видат достапноста на вода за пиење во иднина. Имплементацијата на овој документ треба да придонесе и да го олесни развојот и имплементацијата на одредени активности по однос на справувањето со климатските промени, пред се во делот за намалување на емисиите на стакленички гасови и подобрување на енергетската ефикасност на објектите во јавна сопственост. Загадената вода на брегалница во Истибања е опасна по здравјето на населението. Голем дел од нивите останаа неизорани. Поплавите годинава предизвикуваат огромни последици. Загадената речна вода продолжува да им создава главоболки на жителите на Истибања. Проблемот одамна е детектиран, но како да не постои волја да биде отклонет. Канализационен систем што спаѓа во графата на основна комунална инфраструктура. За истибанчани е желба околу која се надеваат дека локалната власт посериозно ќе се заангажира. Имаме големи проблеми во Истибања, моментално е загадена водата, реката е под хаос. Моментално да дојде да се види некоја комисија, некоја инспекција, да се малку земат тие мерки за нашо село. Што е загадена реката? Хаос е највише од канализацијата што не е завршена, што не е направена, вака иде. А ние од таа вода што иде од канализацијата, бунарите се подоле, од таа вода пиеме, ќе заразиме ние самите се, населението се заразиме. Тоа треба да преземат најскоро мерки да се преземат за тоа. Поплавите што го зафатија регионот оваа година предизвикаа наноси што ги парализираа регуларните и импровизирани премини преку кои земјоделците стигнуваат до своите ниви, поради што истите останаа неизорани. Уште еден хроничен проблем во Истибања е излевањето на магистралниот канал. Каналот често пати се излива и се прават проблеми таму, не смееме да одиме по патот, бидејќи возијата која заминет ќе ни испрска нас ние како пешаци, камоли колите едни други што ќе направат хаос.
На крајот од зимата оваа година, Брегалница се изли, преплавувајќи куќи, фарми и обработливо земјоделско земјиште во истивања, а во опасност го доведе и населението, кое мораше да биде евакуирано. Општина Кочани ќе вложи над 15.000 евра од сопствениот буџет за комунално уредување во Прибачево. Јавниот тендер за избор на изведувач завршува в четврток, пошто се очекува да се реализираат градежните работи. Над 930.000 денари планира да потроши локалната самоуправа на општина Кочани од сопствениот буџет за комунално средување на Прибачево. Со парите е предвидено сред село да се постави надстрешница и да се изгради санитарен јазол, како дел од реализацијата на планот за средување на населбата која годинава ќе биде домакин на централниот настан од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Со оглед што роковите за завршување на целиот проект се кратки, административните активности се при крај, односно в четврток ќе биде отворањето на пристигнатите понуди по огласот за избор на изведувач. Поставувањето на настрешницата под која ќе се одвиваат настаните од манифестацијата, како и изградбата на санитарниот јазол, треба да бидат готови до крајот на септември. За слична намена, предходно општината одвои средства за реконструкција на платото во центарот на селото, што вообичаено се користи за јавни собири. Станува збор за површина од околу 400 метри квадратни, која ќе биде повторно асфалтирана, а нејзината околина ќе биде дополнително уредена. Со ова се очекува Прибачево да добие подобрен изглед и подготвено да ги дочека гостите од земјата и странство, кои ќе присуствуваат на обичајот рачно зажнијување и придружните содржини од Деновите на Кочанскиот Орис. Општина Кочани не ги вложи парите од концертот пред 3 години што го одржа на пианистот Симон Трпчевски. Средствата беа наменети за поправка на клавирот во музичкото училиште. И по 3 години од одржувањето не се потрошени парите собрани од концертот на пианистот Симон Трпчевски, што се случи во рамки на манифестацијата Кочани, град на културата. Како што тогаш беше најавено, концертот имаше хуманитарна цел, а средствата беа предвидени за поправка и одржување на клавирот во музичкото училиште Ристо Јуруков. Меѓутоа, од тогаш помина многу време, а на клавирот не се извршени потребните интервенции. Од локалната самоуправа, која беше носител на културната манифестација, неколку пати во изминатиот период велеа дека плановите за искористување на парите не се променети. Во локалната самоуправа дури се надеваа дека ќе обезбедат 4 милиони денари за купување професионално концертно пијано, со што ќе се реализира повеќегодишната потреба од врвен музички инструмент. Недостатокот од него се решаваше со позајмување од страна, за што вообичаено се плаќа соодветен надоместок заедно со трошоците за транспорт и штимање. Што се однесува до поправката и одржувањето на постојниот полупрофесионален клавир во Кочанското музичко, повеќе пати досега беа поставувани и советнички прашања на седниците на Советот, а од општините доаѓаше ветување дека тоа ќе биде реализирано. Доцнењето на реконструкцијата на клавирот се оправдуваше со чекањето слободен термин на единственото стручно лице во државата, што можело да ја заврши работата. Распишани се тендерите за превоз на ученици и за набавка на огревно дрво во Средното општинско училиште Гоша Викентиев. Течат и останатите подготовки на училиштето за стартот на новата учебна година. На 20 август учениците го полагаат вториот дел од екстерното тестирање. Освен со Амфенол, училиштето ќе потпише договор за соработка и со Ruan International Technologies. На 20 август екстерно полагаат учениците кои од оправдани причини не полагаа во јуни. Пред 2 дена го полагаа првиот дел од екстерното, останува уште вториот предмет. Во Кочанските основни и средни училишта такви ученици се вкупно 32. Во Средното општинско училиште Гоша Викентиев 5, во гимназијата Лјупчо Сантов 10, во основното училиште Малина Попиванова 20 ученици, во основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев по 7 и во Раде Кратовче само 1 ученик. По објавувањето на резултатите на интернет страницата прашања externo.mk, учениците кои не се задоволни ќе имаат право на приговор. Имаме 5 ученика кои на 20 го полагат веќе вториот предмет. Во училиштето нема ученици кои ќе полагат матура во август, значи сите се префрлени на завршен испит. Инаку течат подготовките за стартот на новата учебна година. Веќе се планира распределба на часови, изработка на распоред по кој би функционирало понатаму училиштето, се згрижува наставниот кадар сите да бидат обезбедени со
часови. Тоа околу техничкиот дел течат подготовките нормално околу хигиената во училиштето, набавка на нагледни средства и останати потреби на училиштето. Распишани се и тендерите за превоз на ученици и за набавка на огремно дрво, истакна Сребринов, и додаде дека од септември ќе биде реализиран подпишаниот договор со фирмата Амфенол, а освен со оваа компанија, училиштето ќе подпише договор за соработка и со фирмата Ruin International Technologies од Кочани, каде што учениците ќе можат практично да се запознаат со тоа што го учат. Од 25 до 29 август ќе се одржи четвртата поред меѓународна детска ликовна колонија. Годинава ќе се реализира на Браната градче. Учество ќе земаат домашни и странски уметници. Во тек се подготовките за четвртата поред меѓународна детска ликовна колонија, која што оваа година е планирано да се одржи на Браната градче. Започнува на 25, а ќе трае до 29 август. Во колонијата се вклучени учесници од неколку градови од државата, а организаторот, Општина Кочани, очекува и приклучување на учесници од збртимените градови од Унгарија, Хрватска и Бугарија. Оваа година планираме да ја одржиме во Брана градче. Започнува на 25 август, трае до 29 август. Ки имаме посетители од повеќе градови на државата, Битола, Куманово, Кочани, а очекуваме и оваа година да ни се приклучат дел од збратимените општини во Унгарија, Сигеце, Миклош, Казанлък, Бугарија и Хрватска, меѓутоа ете уште немаме одговор од нив. Меѓутоа во секое време очекуваме да се вклучи некои од збратимените општини, бидејќи ги каниме и нив. На програмата за реализација на меѓународната ликовна колонија се предвидени и други содржини. Од минатите години колонијата се одржуваше на Осоговските планини, а учествуваа и ученици на возраст од 10 до 18 години од училиштето за цртање и сликање што работи во склоп на Центарот за култура Бели Мугри. На крајот од ликовната колонија ќе биде организирана изложба на изработените дела. Православните верници го празнуваат празникот Преображение Христово. После светата литургија во сите православни храмови беше осветено и благословено грозјето. Православните верници го празнуваат празникот Преображение Христово. Предполн беше и Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Оние кои постеле ја примаа светата причест, а апелот на свештениците е да се продолжи со постот и понатаму до празникот Голема Богородица. Апелираме до оние верници кои што не се доволно упатени, кои што не ја познаваат добро суштината на постот, и суштината на овој постен период. Значи, откако се причестиле да продолжат со постот како што пропишала Светата црква, односно од понеделник до петок се пости без масло, сабот и недела е дозволено употреба на масло, додека единствен ден каде што е дозволено употреба на риба е денешниот, празникот на Свето Преображение. Сите оние кои што сакат како круна на овој пост да се причестат со телото и со крвта Христови, потребно да се исповедаат или да имаат благослов од својот духовен отец за да пристапат кон светата чаша. Овој празник е востановен во спомен на собитието на Тавор, кое се случило 40 дена пред Христовата смрт и распетие. Специфично е што на овој ден, после молитвата и литургијата, се благословува и осветува грозјето. Тогаш за прв пат може да се јаде од овој плод. На црква дојдоме, да за здравје да се помолиме на Бога, да ни даде здравје. Убав празник, голем празник празнуваме, пречестуваме се и многу го сакаме, многу ни да сме си живи и здрави и вековитник ни е. Кој се испости, многу Господ ќе дава здравје и на внуци, и на ќерки, и на зетовци, и на сите. Постењето е здравје, постењето е да поштуваме. Ако преображението е централен настан на сотиролошкото учење на црквата, бидејќи ја покажува целта на постоењето на човекот, а таа е личното преображение и обожение, тогаш таа истовремено и го потикнува човекот да дојде до посекуваната цел. Значи, преображението Христово е основен момент во животот на човекот, додаваат свештениците. Следува спортската информација. Привршува подготвителниот период на фудбалските екипи. Одложена средбата, женскиот фудбалски клуб Кочани Спортика. Осогово го игра последниот контролен надпревар.
Во последен момент е откажана пријателската средба што ЖФК Кочани требаше да ја одигра со екипата на Спортика од Благоевград во рамки на подготовките за предстојната сезона. Причината е отсуството на 2 фудбалерки во тимот, репрезентативки во U17 и 3 фудбалерки од U19, кои исто така имаат обврски со националниот тим. Според распоредот, надпреварот требаше да се одигра во недела. Фудбалерките формата пред почетокот на првенството останува да ја тестираат со машката пионерска екипа на ФК Кочани, што е веќе воспоставена пракса. Во меѓувреме течат и преговори за засилување на екипата. И осогово го помина подготвителниот период. В недела на Никола Мантов во Кочани со почеток во 17:30 ќе го направи последниот тест против стариот познаник екипата на работникот Лозово. Летово жолто-сините одиграа неколку контролни средби. Против Беласица загубија 1:2 во Кочани, со Саса ремизираа 2:0, со Брегалница Делчево одиграа 2:2, со Малеш исто така реми 2:2, против Јака Радовиш 4:2 и пораз од Беласица во Струмица од 3:0. Кон таборот на кочанскиот тредолигаш во последен момент пристапија уште двајца досегашни фудбалери на Каменица Саса, кои ќе го засилат нападот, односно одбраната. Тоа беа настаните што го одбележаа денот. Ви благодариме за вниманието. Имајте убава вечер. Довидување.